вести на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Водата во Тиквешкото езеро е исправна за наводнување и капење. Покажуваат резултатите од анализите што континуирано ги прави Центарот за јавно здравје Кавадарци. Овие денови, додека земјава е зафатена од топлотен бран, сите правци водат кон вештачката акумулација Тиквешко езеро. Викенд куќите се речиси полни. Овде доаѓаат граѓани не само од Тиквешијата, туку и од сите краеви на земјата. Водата на Тиквешкото езеро им нуди идеална можност за разладување. Од Центарот за јавно здравје Кавадарци денеска потврдија дека водата е исправна за капење. Нема промена на квалитетот на водата споредено со минатата година. Редовно од мај до септември земаме мостри од површинската вода од две локации во езерото, Ресавскиот залив и браната на Хец Тиквеш. Резултатите од анализите покажуваат дека водата по матност и сатурација припаѓа на 5 класа согласно правилникот за класификација, а бактериолошки на 1 и 2 класа. Тоа значи дека водата е исправна и може без проблем да се користи за наводнување на земјоделските површини, но и за капење, рече доктор Трајче Ризов, специјалист по хигиена во Центарот за јавно здравје Кавадарци. Клубот на млади при општинската организација на Црвен крст Кавадарци активен во превенцијата од топлотен бран. Активно во акцијата за заштита од топлотен бран се вклучи и клубот на млади при општинската организација на Црвен крст Кавадарци, додека пунктот на здравствен дом од центарот на градот бесплатно мереше крвен притисок и делеше лекарски совети, младите вчера делеа едукативни флаери и минерална вода на случајните минувачи. Ние сме младите волонтери од Црвениот крст и денеска сме дојдени да доделуваме вода во заштита од топлотниот бран на старите и изнемоштени лица. И исто така доделуваме флаери во врска со топлотниот бран. Од Кавадаречкиот Црвен крст велат дека активни за соработка остануваат и понатаму. Тие заедно со службите од Центарот за социјални работи и здравствен дом остануваат блиски до граѓаните во најжешките денови од летото. Потврдуваат дека слични акции со делење на минерална вода за граѓаните ќе има и понатаму, се додека надлежните најавуваат екстремно високи температури во кои неопходна е помош. Горештините ја зафатија земјава, а со тоа развиеноста на змиите е голема. Лекарите апелираат на внимателно движење во природа. Нема година да нема змијско каснување во најголемиот лозаровинарски регион во Македонија. Жители на Тиквешијата кажуваат дека во изминатите години е забележана наезда од змии и скорпии во регионот. Хирурзите од јавната здравствена установа Општа болница во Кавадарци потврдуваат дека во регионот има многу змии, меѓу кои и најотровните во Европа, поскокот и шарката. Лани во хируршкото деление регистриравме 7 змијски каснувања. Апелираме до тиквешани да бидат внимателни кога се во прашање влетугите, вели началникот на ово одделение при Кавадаречката болница Дано Кулев. Во април 2008 година кавадарчанец почина по каснување од поскок додека работел на лузјето. Тогаш во Кавадаречката болница рекоа дека не паметат случај кога пациент каснат од змија настрадал од толку многу јаки концентриран отров. Дека отровот бил собиран преку целата зима и така отстојан бил испуштен од змијата, на која тоа можеби и било прво пролетно излегување. Во јули истата година отровница од 2 метри со глава голема куку тениска топка се испружи пред прагот на куќата на кавадарчанец, токму кога тој го славел неговиот 34-ти роден ден. Има регистрирано и случај кога кавадарчанка била касната од скорпион додека чистела по дома. Бил скриен под тепих. Лани во мај во рок од 2 седмици имаше 2 змијски каснувања, од кои едното смртоносно. Наездата од змии значи повеќе работа за змијарите од Тиквеш, кои интервенираат кога некоја отровница треба да се отстрани од нечи имот. Тие признаваат дека има луѓе кои бараат кошули од змии за лек, бајње и магии. Има и такви кои вадат змијски отров за да го продадат во странство. Државниот здравствен и санитарен инспекторат по извршените вонредни контроли во Велешката болница констатирал дека не се почитува законот за заштита од пушење од вработените во болницата.
Казни за Велешката болница откако таму државниот здравствен и санитарен инспекторат констатирал непочитување на законот за заштита од пушење. Таква состојба инспекторите констатирале при извршениот вонреден инспекцијски надзор. Како што соопштуваат од инспекторатот во оделението за невропсихијатрија во просторијата која функционира како заедничка просторија и која е означена како работна соба од страна на инспекторите, било забележано присуство на чат од цигари, а во корпата за комунален отпад биле затекнати картонски кутии од цигари, како и неколку од пушоци. Во Дневниот центар за третман и рехабилитација на дроги и психотропни супстанции во состав на истото оделение на приземјето од деловната зграда, каде влезот седели со пациенти за преглед во специјалистичко консултативната амбуланта, се затекнати многу од пушоци од пациентите на метадонска терапија. Од надзорот над хируршкото оделение во болницата се констатира дека поголем дел од докторските соби се заклучени и неозначени, додека во една од докторските соби се констатирани исто така повеќе од пушоци во корпата за отпадоци кои се фотографирани. Докторската соба е затекната во лоша хигиенска состојба, присуство на чат и непријатна миризба на тутун, посочуваат од државниот санитарен и здравствен инспекторат. Поради сите овие констатирани неправилности и недостатоци од Законот за заштита од пушење ќе биде поднесена прекршочна пријава до болницата. Овој вид прекршок се санкционира со глоба од 2000 до 4500 евра во денарска противвредност за установата. За директорот на установата како одговорно лице е предвидена глоба од 500 до 1000 евра, додека за физичко лице од 150 до 300 евра во денарска противвредност. Од инспекторатот најавуваат засилени контроли во наредниот период во други здравствени установи. ЕВН Македонија заедно со полицијата спроведува контроли дали има корисници на електрична енергија кои се неовластено приклучени на дистрибутивната мрежа и со тоа крадат струја. Интензивирани се контролите од страна на ЕВН Македонија на мерните места. Во втората половина од месец јули се испорачани 50 на пресметки за неовластено користење на електричната енергија, за што се поднесени и кривични пријави за корисниците. Како што информираат од компанијата, контроли и присуство на полицијата и судските вешти лица придонеле да се откријат двојно поголем број на кражби на електрична енергија споредено со првите недели од јули. Штетата која ја направиле во системот изнесува 7 милиони денари, односно крадците нелегално потрошиле 894.000 киловат-часови електрична енергија. Директно приклучени во мрежата биле 22 корисници. Тројца од фатените го манипулирале броилото, а 13 имале непријавено броило во системот, што исто така е кривично дело казниво според законските прописи во земјава. Покрај кратците на електрична енергија ќе се санкционираат и нередовните плаќачи. Непопуларната мерка исклучување од дистрибутивниот систем следува за оние корисници кои имаат неподмирен долг кон ЕВН Македонија, а тужените долгови се предаваат на постапување кај извршителите. Од ЕВН следува препорака до граѓаните да не извршуваат никакви неовластени дејствија околу броилата, бидејќи софистицираната опрема за откривање на кражбите, асистенцијата на полицијата и судските вешти лица го комплетираат процесот за лесно откривање и санкционирање на кражбите на електрична енергија. Околу 55.000 жени направиле ПАП тест од минатата година до сега. Од 55.000 жени што се пријавиле за ПАП тест од минатата година до сега, 32.000 се јавиле на гинеколошки преглед по покана од матичен лекар, а останатите само иницијативно го направиле тестот. Ова се правичните резултати од скринингот кој започна лани и кој важеше за жени на возраст од 24 до 35 години. Околу 40% од нив се ХПВ вируси, а ке 10 случаи е констатиран рак на грлото на матката, информира од Министерството за здравство. За оваа година предвидено е со скринингот да бидат опфатени 180.000 жени на возраст од 34 до 48 години. До 1 јули биле поканети 25.000, а бесплатниот тест го направиле само 12.500 пациентки. Скринингот го спроведуваат 136 матични гинеколози кои лекуваат околу 450.000 жени, а околу 150.000 се уште не избрале матичен гинеколог. Расте бројот и на жени кои само иницијативно одат на гинеколог и бараат да направат тест. Процентот на ХПВ вакцинацијата со која се штитат жените од појавата на рак на грлото на матката се зголемил на 60% кај девојчињата.
Минко, советникот за паметно пазарење, од денеска низ маркетите на Минекс. Ако до денеска Минко го познававте само од наградната игра на маркети Минекс, од денеска Минко станува поблизок со вас. Советникот за паметно пазарење денеска во еден од маркетите на Минекс, во случајот маркетот наспроти музеј галеријата во Кавадарци, дегустираше производи на Попу заедно со потрошувачите. Минко вели ја исполнил неговата мисија. Денес ги водел потрошувачите до сувомеснатите производи кои во Минекс во пресрет на престојниот празник се продаваат по екстра намалени цени. Кавадарчани се паметни луѓе и секогаш пазаруваат онаму каде што квалитетот е загарантиран, а цените се најниски. Тоа се случува само во маркетите на Минекс, па затоа јас ке бидам постојано тука, рече за КТВ Минко. Неговата мисија продолжува и понатаму. Се додека трае наградната игра, која ветува не само богато лето, туку и наградна есен, и Минко ке биде присутен во Минекс. Секој ден во еден од маркетите потрошувачите ќе имаат честа токму тој да ги однесе до производите кои се на акција и се продаваат по најниски цени. Минко е советник за паметно пазарење, а неговата работа денеска ја поздравија и граѓаните. На него особено се израдуваат децата, кои Минко ги почести со сладолета возрастните. Верни потрошувачи од него добија и скромни подароци. Акцијата продолжува. Ако и вие пазарувате во Минекс, внимавајте, може следни на листата на Минко сте токму вие. Дегустирајте заедно со него. Изложба на слики и промоција на книга, еден настан за публика со различни вкусови, се случи синоќа во градската галерија при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Делата на Јордан Ефремов Јошко и книгата на Марија Црвенковска синоќа беа презентирани во градската галерија при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Еден настан со содржина за два вкуса во културата. На едно место и делот Топлиот културен бран за Црвенковска и незината тајна на срцето, која официјално беше промовирана пред некој ден на Моклишкиот манастир, говореше актерот Диме Коцевски, а извадоци пред публиката презентираше Светлана Митрева. Поетесата Марија Црвенковска, која е родена во Кавадарци до 1958 година, каде што завршува овде средно училиште, потоа заминува да работи и твори во Виена. Со пишувањето започнало уште од мала да го сака. Во 2011 година влегува во групата Македонска поезија, каде што заедно учествува во стихозбирката Поетска харфа. А ова стихозбирка, Тајната на срцето, е втора поред, но нејзин прв посериозен проект. Маријан Тодоровски од Домот на културата говореше за Јордан Ефремов Јошко и неговото ликовно творештво. Јордан Ефремов Јошко е роден во Штип 1966 година, дипломирал на факултетот за ликовни уметности во Скопје во 90 година, сликарски оддел во класата на Душан Перчинков. Магистрирал во 2010 година на истиот факултет под менторство на Антони Мазневски. Живе и работи во Штип во Универзитетот Гоце Делчев. Делата пред нас се настанати во еден циклус на уметничко творење од 2003 до 2012 година и се слики и цртежи изработени во повеќе техники. За овие дела историчарот на уметноста Ана Прајанговска ќе рече: самиот наслов на циклусот биопрогресија сугерира на биоморфната и метаморфната структура која Ефремов ја третира, навлегувајќи во биогенетичките области и лабораториските модификации, експерименти, клонирања кои создаваат нови организми и светови, прогресирани и оталотворени со помош на надмочноста на човековиот вид и неговиот развиток. Во поглед на лековниот лингвистички асортиман со кој располага уметникот, треба се одвојат пред се бојата и незиниот нагласен интензитет, израсност, животворност, како и сигурноста на линијата која со обликот и вештината во примената на бојата создава пластичност и илузија на тридимензионалност, што уште повеќе ја акцентира органската димензија и темпото кои изрнуваат од биопрогресивните светови на Ефремов. Делата на Јошко во Домот на културата ќе бидат изложени до средината на следната седмица. Учесниците од летниот кампус 2013 беа во посета на дневниот центар Порака во Неготино.
Интернационален тим од 10 питомци од Република Македонија, Обединетото кралство, Косово, Црна Гора и Соединетите американски држави, учесници на летниот кампус 2013 во рамки на хуманитарната акција Подај рака, ги посетија корисниците на порака Неготино. Тие ја донираа својата дневна ужина како подршка на проектот за социјално вклучување на лицата со пречки во менталниот развој во заедницата. Преку постојано и активно работно ангажирање донираа и голем број на пластични шишиња. Корисниците пред гостите се представија со нивните секојдневни активности и додека некои од питомците учеа како да нижат монистри и да изработуваат обетки и ланчиња, други пак учеа да плетат и да весат, а трети играа кошарка и пинг-понг со корисниците. Мајорот доктор Лазар Ѓуров им одаде јавно признание на питомците и се заблагодари на Центарот за помош на лица со попреченост во менталниот развој порака Неготино, што по втор пат успешно се реализира цивилно-војната соработка и истовремено им се даде можност на питомците да се дружат со корисниците. Тројца планинари од планинарското друштво Орле од Кавадарци ја искачија галичица од албанска страна. Величествено место со поглед кон трите македонски Леспанско и Мало Плеспанско езеро, како и Охридско езеро. Вака како доживеале искачувањето на планината Галичица и тоа од албанска страна, тројца планинари на планинарско-спортското друштво Орле од Кавадарци. Планинарот Блаже Мелов нагласува дека малку било напорно да се искачат на таа висина на температура од околу 40 степени Целзиусови, но за нив било предизвик да уживаат во неповторливата гретка што ја нуди природата во тој дел на Македонија. Вели дека вистинско задоволство да се откријат богатствата на сопствената земја и да се биде дел од таа прекрасна планинска идила. Планинарите всушност биле дел од веселбата во манастирот Света Марина, кој се наоѓа на брегот на Плеспанското езеро, близу албанското село Туминец. На веселбата присуствувале македонци од Албанија, но и граѓани на Република Македонија. Времето утре претежно сончево, топло и ветровито, ќе дува умерен северен и северозападен ветер. Температурата до 37 степен, УВ индексот ќе биде 8. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.